Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Поздрав од студиото на Радио Гласна надежда. Ја започнуваме нашата утринска емисија Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве денеска сме 14 февруари 2024 година или 45 ден во годината. Утрово во Кавадрица 8 на претежно облачно, ветровито, температурата некаде од 8 до 10, сега моментално 10, но како и да е, еве денеска е среда, ќе имаме еден променлив ден што се однесува до самата температура. Како и секогаш, нашата емисија започнуваме со неколку убави мисли, па еве и овој ден ќе го отпочнеме со неколку убави мисли за убав почеток на овој ден. Негативните мисли никогаш нема да ти донесат позитивен живот. Тоа е, верувам, искуство на секој од нас. Ако се занимаваме само со негативни мисли, тие може да, како рагјата, да не однатре, значи уништат. И затоа, колку е можно да немаме негативни мисли. Грешките се доказ дека сте се обиделе и не откажувајте се. Секој може да погреши, но тие се поука за да продолжиме и да не ги правиме истите. Загриженоста не ги отстранува утрешните проблеми, туку го одзема денешниот мир. Значи, ние понекогаш се грижиме што ќе биде утре, задутре, за пола година, една година. Меѓутоа, Исус кажува во Евангелието според Матеја, не грижете се, и дава споредба со врапците, кои ниту орат, ниту сеат, ниту копат, велја Бог и понатаму ги храни. Значи, ние треба да планираме во нашиот живот што ќе работиме денеска, каде ќе одеме, што ќе правиме, меѓутоа да не дозволиме таа загриженост да ги одземе убавините што денеска Господ сака да не ги даде. Болката не се појавува во нашите животи без причина. Тоа е доказ дека нешто во нашиот живот треба да се промени. Дали е здравствена болка, емотивна или нешто слично, значи ако нешто се појави, има некој жариште и треба да се тоа отстрани. Еве уште една мисла, еден од најсрекните моменти во нашиот живот и која ќе имаме храброст да го оставиме зад себе она што не можеме да го промениме. И ова мисла е многу силна, така да ние покушаваме нешто што не може да го промениме. Еве, например, времето. Променливо, облачно, дува ветар, студено е. Тоа не може да го промениме и не треба да се окупираме со таа промена што не можеме да ја направиме. Меѓутоа, некои одлуки што сме ги донеле за промена, убаво е да ги оствариме во нашиот живот. Еве уште една, која ќе посакаш да се откажеш, сети се зошто си почнал. Често пати донесуваме одлуки и посакуваме од некои негативни работи се откажеме, но можеби се умараме или неаме сила и затоа вели ова мисла, сети се зошто си почнал да ја остваруваш таа одлука што си ја донел. Еве, почитувани гледачи, со овие неколку мисли ја отворивме нашата денешна емисија, ова програма Разбуди се, која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ќе бидете во наредните минути со нас. На почетокот сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Исус од небото дојде,
na Golgota pojde, tamo raspnat na krstote. O imali gled, od ljubov da je nešto pogolemo, grevo da go otkupi, da Isuse to, što umre za nas, na ovoj svet zboruvan, to i krst Golgotski. Očevo krv vrela teče, a toj moli tatko svoj. Neka se koji što bara proška, bide so mene v carstvo to. O imali gled, od ljubov da je nešto pogolemo, grevo da go otkupi, da Isuse to, što za nas, na ovoj svet zboruvan, to i krst Golgotski, na ovoj svet zboruvan, to i krst Golgotski. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката временска прогноза и состојба на патиштата. Овие се сервис информации, така да еве, како што рековме на почетокот, денеска е 14 февруари, среда, 45 ден во годината. За многумина денеска е празник Свети Трипун или Свети Валентин, за кој ќе кажеме малце подосна во текот на нашата емисија. Прогнозата за денеска гласи дека ќе имаме предпладне променливо облачно време со сончеви периоди, а од попладневните часови облачноста ќе се намалува. Од утрина и преку денот ќе дува умерен, а особено доз по Вардарието и во источните делови засилен ветер од северен правец. Во Скопје предпладне променливо облачно со сончеви периоди, а од попладневните часови облачноста ќе се намалува. Што се однесува до температурите, утрово тие се движе од -1 во крајно западните делови на нашата земја. Тоа е Дебарскиот регион, значи од -7 до 5, Скопскиот од 6 до 13 денеска ќе биде температурата, Команово 4 до 10, Беровскиот од 3 до 7, Гевгелија најтопло секако од 10 до 16, Кавадарци, Тиквишијата од 6 до 13, Пелагонискиот од 4 до 12 и Охридскиот регион од 0 до 10 степени. Значи, ќе имаме променливо време, утринските сега за сега не се така ниски, но веќе од утре малце ќе се намалат утринските температури, а дневните ќе се покачат, ќе биде утре претежно сончево, значи, но сепак има и малку северен ветер. Значи, утре се очекува до 16 температура, но веќе во наредните денови, еве, според прогнозата, според картата што имам овде на Македонија, утринските ќе се намалат од -6 до дневните до плюс 17. Значи, преку дента ќе имаме сончево време, но утринските и вечерните часови, односно ќе имаме, значи, во тоа време и минусни температури. Како и да е, тек сме во
srediната на месецот февруари, има уште доста денови до почетокот на пролета, но како и да е, искористите ги овие благи температури, би рекол, се уште сонцето, значи може да го видиме и топло е преку дента, така да искористите во прошетка или како што имате потреба да излезете малку во природа. Што се однесува до состојбата на патиштата, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено, тековно, во зимски услови, по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини умерен, на гршите премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. На неколку патни правци во Македонија се изведуваат градежни активности, затоа бидете внимателни кога возите по тие, значи, патишта и посебно вие кои возите во град, внимавајте на пешачките премини каде што поминуваат нашите деца. Денеска рековме 14. февруари, многумина ќе постигнат по алкохол, по вино, затоа што денеска тој светец е всушност заштитник на лозарите, но како и да е, бидете внимателни, немој да возите под дејство на алкохол, затоа што опасност е за себе и за другите кои се учесници во сообраќајот. Така да возачите треба да бидат што подалеку од чашката, односно од виното или ракијата. Еве толку за сервисните информации. Одеме сега да ја проследиме утринската порака, утринскиот текст кој го наоѓаме во Евангелието според Марко, 10 глава, 38 стих. Еве што пишува. А Исус им рече, не знаете што барате, можете ли да ја пиете чашата што јас ја пијам или да се крстите со крштевањето со кое јас се крштавам. Од горчината што му паѓа во дел на човечкиот род, Исус не избегнувал нито еден дел. Имали такви кои се обидувале да му се изнаподбијат поради неговото раѓање, па дури и во детството морал да се сретне со нивните подсмешливи погледи и лоши дошепнувања. Кога би одговорили со нестрплив збор или поглед, кога би им попуштил на своите браќа со една погрешна постапка, тој не би бил веќе совршен пример. Со тоа тој би претрпел неуспех во спроведувањето на планот на неговото постоење. Зато искушувачот настојувал неговиот живот да го стори колку што може потежок за да го наведе на грев. Меѓутоа, на секој искушение тој одговарал, пишано е, ретко укорувал некое лошо дело на своите браќа, но имал да им каже збор од Бога. Често го обвинувале за страшливост кога не сакал да се здружи со нив во некое забрането дело, но тој одговарал, пишано е, стравот Божје мудрост и заобиколувањето на злото е разум. Имало некои што сакале да бидат во негово друштво, чувствувајќи мир во негово присуство, но мнозина го избегнувале затоа што ги укорувал неговиот безпрекорен живот. Често го прашувале зошто си толку упорен. Настојувале да бидеш толку посебен, настојувајќи да биде толку посебен, толку различен од нас. Го прашувале, значи, неговите браќа и оние со кои се дружил. Пишано е, повторно велел тој. Блазе на оние чии што пате неоскврнет кон живиот, кои живеат според законот Господен. Блазе на оние кои живеат според неговите уредби и со сето срце го барат него. Тие не прават злото, туку одат по неговите патишта. Кога го прашувале зошто не учествува во несериозните забави на младите од Назарет, тој би рекол, пишано е, по патот на твоите уредби со радост врвам. За големо богатство ги сметам, за твоите правила размислувам и твоите патики ги почитувам. Исус не се борел за своите права, неговата работа често била непотребно отежнувана затоа што бил пресретлив и не се жалел. Сепак не подклекнувал, ниту се обесхрабрувал. Тој живел
na teškotиите во светлината на Божето лице, не се одмаздувал кога со него се постапувало грубо, туку навредите ги поднесувал страпеливо. Еве тоа беше утринскиот текст, почитувани гледачи. Значи читавме во Марко 10 глава 38 стих. Исус ми рече: не знаете што барате, можете ли да пиете од чашата што јас ја пијам, или да се крстите со крштевањето со кое јас се крштевам. Значи, коментарот беше дека Исус бил нормален младич или момче и живеел во едно обкружување. Имал исти проблеми, се среќавал како и ние денеска, и денеска многу млади, но тој не попуштал, бил наведован да погреши, да се изнервира, го провоцирале, му кажувале за неговото потекло, дека немал земен татко и така натаму, го навредувале на било која основа, но тој вели бил секогаш мирен. Тој, значи, се бранил со писмото, пишано е, значи со библиски текстови. Може и денеска и нас некој ќе не изнервира, ќе не провоцира, дали на верска основа, на национална основа, да бидеме смирени колку што е можно, но таа смиреност ќе ја добиме само од Бога. Исус секојдневно бил поврзан со небото, со Отецот по пат на молитва. И затоа, како што овде пишуваше на крајот, Исус не се борил за своите права. Неговата работа често била непотребно отежнувана, само за да погреши, затоа што бил пресретлив и не се жалел. Сепак не подклекнувал, ниту се обесхрабрувал. Тој живеел на тешкотиите во светлината на Божето лице. Не се одмаздувал кога со него се постапувало грубо, туку навредите ги поднесувал страпеливо. Еве, ова е пораката да се поучиме и ние и денеска во наредните денови, ако бидеме во ситуацијата да се некој не испровоцира, било на која основа, Духот Свети нека не воздржи, нека ни даде сила да се воздржиме во таквите моменти. Продолжуваме повторно со песна. Na Golgotu, gdje Sina Božjega za sve loše i grehotu što učinio sam ja, zalud tuga srca moj, sve je učinjeno znam, za me život dade Bog, njemu predajem se sam, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam, i zbog grijeha tvog i moj, odlio je bolija, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam, i zbog grijeha tvog i moj, odlio je bolija, zalud tuga srca moj, sve je učinjeno znam, za me život dade Bog, njemu predajem se sam, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam, i zbog grijeha tvog i moj, odlio je bolija, za me život dade Bog, njemu za to hvala sam, i zbog grijeha tvog i moj,
Се враќаме повторно во емисија Почитно гледачи. Вие следите утринската програма на Радио Гласна надежда разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Поздрав за сите вас кои се клучивте и овде гледам коментари. Благодарам на вашите пораки за добро утро и добар ден. Следува рубриката Вести од светот и од земјата. Денеска ќе кажеме неколку зборови за денешниот празник, кој некои од христијаните го прославуваат, а тоа е Свети Валентин или Свети Трифун. Ако отидете на интернет или во некој енциклопедија, ако побарате, ќе добиете многу информации за овие два светци, односно за овој празник кој Источната црква го празнува како Свети Трифун, а западната Свети Валентин, значи католичката црква и православната. Дали Библијата одобрува да се прославуваат светци? Ајде направим да кажеме неколку реченици кој бил Свети Валентин. Иако во легендите постојат повеќе такви Свети Валентини кои живееле во минатото, кои придонеле нешто во општеството, еве, например, Свети Валентин се прославува во чест на овој човек, значи кој бил добродушен, кој и завршил со својот живот, значи на оваа земја. Меѓутоа, во 1732 година се вели дека Свети Валентин успел да со љубов да излечи слепата ќерка на познатиот благородник. Неговиот идентитет е познат во историјата, но читајќи јас малце по историјата, најдов повеќе такви Свети Валентини, значи кои живели во минатото. Еве да ви прочитам, например, значи денеска е и денот на влюбените, кај што се подаруваат меченца, срциња, цвеќења и така натаму. Значи е поврзан со љубовта и интимните партнери. Денот се именува според ранохристијанскиот маченик наречен Валентин, и одреден е од папата Гелазиус некаде во 500-та година, но тогаш навистина бил поставен како светец, но подоцна од римскиот календар е отргнат од групата на светци во 1969 година. Папата Павле VI едноставно го отргнал од тој верски календар. Подосна е повторно поставен и така натаму, значи постои една мешавина, тоа може луѓето и не го знаат, но во традицијата обстојува како ден на влюбените Свети Валентин. Модерните символи на денот на влюбените вклучуваат, значи, заоблени срца, голуби, фигура, разни фигури така натаму. Од 19. век со рачно напишани картички почнал да се произведуваат голем број на поздравни картички во чест на овој празник Свети Валентин. Може да кажеме дека во многу краеви на запад тоа се прослава на разни начини. Еве, например, католичката енциклопедија, ако отидете таму да прочитате, ќе видите дека таму има и трет светец наречен Валентин, кој се спомнува во раните маченици и датата е 14. февруари. Тој бил мачен во Африка со бројни другари, но не е познато ништо повеќе за него. Како што спомна, повеќе има такви имења со тоа исто име Валентин. Се зависи кога живееле и што се случило со нив. Еве, како што спомна, во 1969 година, значи е тргнат од римските светци празникот Свети Валентин, и едноставно, но луѓето и денеска го празнуваат и повторно е вратен. Сега да не ве замарам со разни тие датуми, со разни векови години, но како и да е, денеска значи, уште еднаш ќе повторам, вие кои може доста се вклучивте, во Римокатоличката црква денеска во најново време се празнува Свети Валентин, маченик кој бил доволно храбар да се спротистави на одлуката на императорот Клавдиј. Тој тајно ги венчал војниците на кои бракот им бил строго забранет. Поради ова Клавдиј го погубил Валентин. Значи, тој венчал двајца мажи. Уште во тоа време, пред смртта, тој напишал писмо на една слепа девојка во која се заблагодарува. Со писмото пратил жолт шафран и откако го добила, девојката прогледала. Значи, тој благородник, човек кој имал слепа девојка, Валентин и праќа
kako što ovdje piše pismo, i natrimilo žolt šafran. Ja ne znam što je to šafran, no sigurno nešto što devojkata go dobila i progledala. Međutim, istorijski, odnosno legendata kažu deka vo zatvor toj venčal dvajca vojnici, što crkvata go i den danes zabranova. Venčavanje posebno među maš i žena, devojka i momča, a ne dvajce maži ili dve ženi. No, kako je da je, iako bil pogoben, lugiti den daneska go slava toj svetec, sveti Valentin. Što da kažeme za drugi od svetec, sveti Trifun, koji se praznova vo istočnata crkva, pravoslavnata crkva. Znači, s ovaj praznik se povrzuvat mnogo legendi i običaji. Sveti Trifun je roden vo seloto Kosmada, Frigija, živel vo 3. vek posle Hrista, bil njegov sledbenik i vodil siromašen život, to im gi čuval guskite na bogatiti i taka zarabotoval za hrana. So njega je povrzan legendata deka je izlečil kerkata rimskog imperator Gardijan od zlih duhov. I ta ličnost, znači Sveti Trifon, povrzan su neko je lekuvanje, kako što spomnafme za Valentin. Poradi ova, to je bil nagraden so golemo bogatstvo. Nagradat je podijelil so siromašnjeti i produžil da žive vo siromaštija. Imperator od Decij bil golem protivnik na hristijanstvotom, pa go zatvoril Trifon vo samica, bidejki ne sakal da se otkaže učenje to. Isus Hristos ispored legendata na 14. februari 2050. godina Trifon bil mačen i ubijen. Se vero deka Sveti Trifon gi štiti lozjeta od grad i štetnici i deka na denot na njegovata smrt treba da se zakrojat lozjeta. Vo tekvi šijate deneska zvanično, ki počne to krojenje, iako veki lugi to od januari navamo, bidejki imaše topli denovi gi krojat lozjeta. Međutim, danes ta tradicija obstojova, iako neko go narekovat Sveti Trifon i zaštitnik na pijanici, te one koji su ljubitelji na alkohol ili na lozjata, zaštitova navodno lozjata. Da li treba da nije obožavame, počtovani gledači, takvi sveci, takvi lugi? Može bi bile dobri, može bi pridonijeli nešto vo život od svoje vreme. Međutim, da li nije treba daneska da obožavame luge koji ge narekuvame sveci? Biblijata to, nažalost, go zabranova. Ima mnogo tekstova u Sveto pismo koji ukažuvat deka nije pred čovjek ne treba se klanjame, treba da gi počituvame luge. To je, na primjer, ako je čitame svega Biblijata v Otkrovenije, koga Jovan, bogoslov, vidjel angel i sakal da mu se pokloni, angel mu rekao nemoj, i ja sam sluga kako i ti. Poklonuvaj se na Boga. Naše obožavanje, počtovani gledači, treba da go nasočime kon Boga, kon Hrista, a ne da obožavame luge. Znači, ima mnogo tekstovi vo Sveto pismu, svega radi vreme to ne možem sve da vi pročitam, no i sama ta zapoved veli ne klanjajte se na idoli, na sliki, na kipovi, na ono što je gore ili ono što je dolo na zemljata. Tako da naše obožavanje treba da go nasočime kon Hrista. Gledajte lugito što se pretvorili daneska. Daneska to je biznis, pazar. Prodavnice se polni su, razni rekviziti su, podarovci, se podaruva, znači, razni tije srcenja, međutim, ljubav to ne je samo daneska, ta treba da bude izrazuvanja svakodnevno kon soprugot ili soprugat ili kon deceta. Tako da, nažalost, daneska se ispije toliko litri rakija, toliko litri vino, vidjeti, evo, ako vidite navečer na televizija, razni svešteni lice, ke odad vo pojedini delovi vo gradovi ili sela, ke zakrojat i ke se častat so topla rakija ili so čaša vino. A alkohol je neprijatelj broj 1 na čoveku. Tako da Gospod rekao da ne upotrebujeme alkohol, tuko grozov sok. Znači, Bog je sozal lozata ili grozjeto, međutim, tamo ima mnogo vitamini koji se potrebni za naše zdravje. No, lugito daneska si napravili i takvi praznici, volikot na Sveti Valentin ili Sveti Trifon, kaj što ke se slavat, ke se družat i nažalost ke se slučati mnogo negativne raboti, to isto ke go slušneme na informacije vo večernite vesti, nažalost, da se čuvame, nije treba svakodnevno se počituvame, svakodnevno da se hrabrime i da podarujemo ako treba, ne ono što treba da go podarimo, međutim, vo čest na ova što tijego što go napravljete, Valentin, to je venčal dvajca maži vo zatvor, dvajca vojnici. I zato od toga što crkva to odlučila da ga ubijat. To se
kosi spored Biblijata. I deneska, da ne zborom svega za to dviženje, v razni zemlji pa i kaj nas, znači sve v kontekst na človečkite prava. Всеко има право слободна волја, меѓутоа тоа се коси со Библијата, со 10 Божи заповеди. Еве толку за тоа, значи денеска е 14. февруари, за некој Свети Валентин, а за некој Свети Трифон го слават. Како е, денеска е еден обичен ден наречен среда. Продолжуваме со песна. Sakrije, ne ide se baš najbolje, seti se da skoro će taj dan. Kada misliš da si sam, tu s tebe Isus je i sve tvoje molitve on čuje. Sad je pravi čas da primiš spas, jer dolazi taj dan. Isus dolazi u slavi svoj, po svoje sve. Taj dan, kada dođu misli zle i problemi muče te, tada znaj da Isus je kraj tebe. Isus tvoj je prijatelj, želi biti s tobom tu, ali i za večnost tu, za uvek. Sad je pravi čas da primiš spas, jer dolazi taj dan. Isus dolazi u slavi svoj, po svoje sve. Taj dan dolazi, večni život prihvati. Isus ide, dolazi, ovo svima reci ti. Ne izreci bar, jer sreća tam, kad dođe on, taj dan. Isus dolazi, reci slavi svoj, vozi svoje sve. Taj dan, Isus tvoj je prijatelj, želi biti s tobom tu, ali i za večnost on, za uvek. Zato sad ga prihvati, reci tvojim bližnjem svoj, nebo biće novi zor, taj dan. Еве после ова убава песна да младите, се враќаме во програм, почитувани гледачи, следува рубриката кратка тема. Ние во минатата емисија веќе отпочнавме, ако се сеќавате, за молитва. Така да најавив дека во наредните неколку емисии ќе продолжиме со размислувањето зошто ни е потребна молитвата. Денеска ќе кажеме нешто повеќе. Молитвата зошто е толку важна за нашиот духовен живот. И некој рекол дека молитвата е толку важна за нас како што е секојдневната храна важна за нашиот телесен живот. Секојдневната молитва е од суштинско значење за растење во благодата, па дури и за самиот духовен живот, како што секојдневната храна е од суштинско значење за физичката благосостојба на телото. Потребно е да стекнеме навика често да ги издигнуваме своите мисли кон Бога во молитва. Ако мислите почнат да ни скитаат, ние мораме да ги вратиме назад и за тоа потребни се секако напори. Но како е де, некој рекол зошто луѓето кога се молат ги затварат очите. Ние може се молиме со отворени очи, не е тоа никаков греф. Меѓутоа ги затвараме очите ради ете што се вели мислите да не лутаат вама там, кога ги затвараме очите ние се сконцентрираме на она за што се молеме.
Молитвата е духовна потреба на секој христијанин. Иако Христос им дал ветување на своите ученици дека ќе го примат Светиот Дух, тоа не ја отстранило потребата од молитва. Значи, тоа не значило дека не треба да се молат кога учениците и го примиле, знаете, оној Светиот Дух на почетокот од историјата на овој свет, односно после Христа секако. Тие се молеле уште поревносно и продолжиле да се молат еднодушно. Они кои сега учествуваат во свечената подготовка за народот, на народот за доаѓањето на Господа, треба исто така да продолжат да се молат. Значи, ние кои го очекуваме Христово доаѓање, треба да се молиме. Учениците го очекували изливањето на Светиот Дух и се молиле тие 10 дена, како што вели Библијата, во горната соба. Исусовите ученици не го послушале повтореното предупредување: бдејте и молете се. Од почетокот биле мощни загрижени кога го виделе својот учител, кој обично бил толку смирен и достоинствен кога се бори со тага што ја надминува моќта на сваќањето. Тоа се случува пред Христос да биде фатен и растнат во Гецеманија, кога Исус бил натажен, бидејќи требало да испие чашата што се вели до дно. Се молеле кога го чуле силниот извик на страдалникот. Немале намера да го напушат својот Господ, но изгледале парализирани со заспаноста што можеле да ја растерат кога би продолжиле да се молат на Бога. Исус ги предупредил зошто спиете, а тие дошле наводно да му дадат морална подршка Исус и да бдеат со него, да се молат, но тие заспале. Искуството на учениците во Гецеманската градина содржи лекции за Божиот народ денес. Тие не ја сватиле потребата од стражарење, искрена молитва, за да би го совладали искушението. Многумина денес исто така брзо заспиваат како некогаш учениците. Колку сме ние упорни, се зависи од нас, почитувани гледачи. Често да ги читаме и внимателно да ги проучуваме оние делови од Божјата реч, кои особено се однесуваат на овие последни денови, кои ги посочуваат опасностите кои што му се закануваат на Божјиот народ. И затоа колку стои до нас да се молиме. Може се молиме кога се движиме, додека работиме, додека лежиме, додека возиме, значи додека жените готваат, секогаш можеме да упатиме молитва кон Господа. Молитвата е неопходност, бидејќи животот на душата. Семењето и јавната молитва имаат свое место, но молитвата насамо е личната заедница со Бога и она што го одржува животот на душата. Исто така, почитувани гледачи, може да кажеме дека молитвата е неопходна за духовното здравје. Неколку пати дневно драгоцени златни моменти треба да бидат посветени на молитва и проучување на Светото писмо, на Библијата. Тоа е еден од најдобрите начини да се научи текст и да се запамти, со што ќе се одржува духовниот живот во душата на човекот. Посед различни начини да се возможи духовна храна за размислување, инспирација за нашите молитви. Заедништвото со Бога е од суштинско значење за духовното здравје, а тоа ни е потребно да приеме мудрост и правилно расудување кои ни се неопходни во извршување на своја должност. Христовиот пример ни ја покажува неопходноста за молитва. Исус бил Бог во човечко тело, но тој сепак зависел од Бога кога бил во тело и тој се молил постојано. Значи бил во постојна заедница со небото, односно со својот Отец. Доколку оние кои ги објавуваат свечените опомени за ова време би ја сватиле својата одговорност кон Бога, би ја виделе и неопходноста за ревностна молитва. Тогаш, кога градовите се стишени во ноќниот сон, кога секој отишол во својата куќа, Христос, нашиот пример, би се искачил на Маслинската гора и таму помеѓу дрвјата би поминал цела ноќ во молитва. Оној кој самиот беше без дамка на грев, богатство на небесен благослов, чиј глас длабоко во ноќта го слушале престрашените ученици кога се наоѓале на бурното море и чиј што глас можеше да ги повика мртвите од своите гробови, тој кој со гласен вик го и се молел со солзи на Бога, како што читавме, за да ги спаси другите, имал потреба од молитва, а како стои до нас денеска. Станал понизен молител кој барал од раката на својот татко свежи напојувања на сила да го подкрепи
како замена за човекот. Тој се идентификувал со страдањето на човештвото и на сите им дал пример за потреба на молитва. И затоа, еве, почитувани гледачи, да користиме ние молитвата во нашиот живот. Ја верувам дека се молите, но може би треба малку појќе да се тоа зајакне. Ево уште неколку реченици. Неговата природа била без дамка и грев. Како човечки син, тој се молил на небесниот татко, покажувајќи дека човечката природа има потреба од сета божествена подршка, што човек може да ја добие, за да може да биде подготвен за должноста и подготвен за искушенијата. Како принц на животот, тој имал мог со Бога и надвладеал за својот народ. Спасителот кој се молил за оние кои не чувствувале потреба за молитва и плачел за оние кои не чувствувале потреба од солзи. Само Бог може да даде раст на семето кој сме го посеале. Еве, ова беше краткото размислување, ќе продолжиме и во следната емисија за молитвата, но како и да користиме молитвата во нашиот секојдневен христијански живот. Одиме сега повторно со песна. Slava mi meto, che ti danno slava, čest i hvala, che te pozdignam ja s tebe, che go slava mi meto. Da ti si Bog, okin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Da ti si Bog, okin Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Che ti dalam slava, čest i hvala, che te vozdignam ja s tebe, che go slavam ime to, che ti dalam slava, čest i hvala, che te vozdignam ja s tebe, che go slavam ime to. Da ti si Bog, mokim Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti. Da ti si Bog, mokim Gospod Spasitelj, niko ne kako ti, niko ne kako ti.
Лесли е роден во 1952 година во Милвоки во Соединетите Американски држави како недоносено бебе. Пред да наполни 6 месеци целосно го губи видот. Сите сметале дека ова бебе, болно од детска парализа, нема шанси да преживее. Меј Лемке, 52 годишна медицинска сестра, одлучила да го посвои. Ја напушта работата и се посветува на мајчинството. Лесли изгледал ужасно, слаб и блед, со искривена рака и со зацрвенети очни шуплени. Не испуштал никакви звуци и не се движал. Бог го сака овој мал човек, си велела Меј. Го масирала секој ден, го раздвижувала, посебно искривената рака. На крајот Лесли можел да ја протега нанапред. Секоја вечер Меј се молела за Лесли. Те молам Боже, направи нешто специјално за Лесли. Подари му некаква дарба. Но Лесли не покажувал никакви знаци на подобрување на неговото здравје. Минуваат години додека тој се научил да стои право и да оди бавно. Но кај него имало нешто необично. Кога ќе ги допрел жиците на некој музички инструмент, си замислил како да ги гали со прстите. Меј наоѓа старо пијано и во многу часови вложен труд го научила да свири неколку едноставни мелодии. Едно утро Меј ја разбудила некоја музика. Си претпоставила дека телевизорот се уште работи и тргнала да го исклучи. Но музиката, концерт за пијано и оркестар број 1 од Чајковски, доаѓал од собата на Лесли, односно од неговото пијано. Меј паднала на колена и почнала да му благодари на Бога што му подарил на 16 годишниот син способност да свири без грешка музичко дело што го чул само еднаш. Сушност тој одвај научил да зборува дури 10 години подоцна. Од тој момент па натаму Лесли Лемке изведува концерти на Соединетите Американски држави. Музичката дарба на Лесли е остар контраст со неговиот физички и умствен инвалидитет. Тоа е вистинско чудо, неверојатен одговор на молитва. Буквално за една ноќ Меј ја открива феноменалната способност на Лесли. Можеме да реагираме на слични искуства рамнодушно, но секој што видел необични и необјаснливи ситуации се чувствува награден и покажува голема благодарност. Скептичниот рационализам автоматски го отфрла се она што необјаснливо, надприродно и недокажливо како неубедливо и невистинито. На таквите догматични сомнежи се спротиставуваат мноштво лични искуства. Тие најдобро и единствено можат да бидат објаснети преку прифаќањето на фактот дека постои повисока сила која е активно вклучена во нашиот живот. Таа сила е семокниот Бог. Оваа идеја не ги изненадува христијаните. Библијата зборува за необични случаи кои што немаат разумно објаснување. Аврам и Сара биле исклучително надарена, но бездетна брачна двојка. По својата длабока старост, кога не било возможно да имаат деца, тие го добиле синот Исак. Јосиф, кој бил неправедно осуден како роб, преку ноќ е прогласен за втор човек во Египет. Отровна змија го каснала апостол Павле без да му се случи нешто. Човек кој бил парализиран од детството, наеднаш почнува да оди на заповед на Исус Христос. И списокот на примери може да стигне дури до денес. Ако не ги затвараме очите пред сведоштвата на главните херои и очевици, ќе дојдеме до резултат што восхитува. Верата и Божјото постоење и дејствување знае да биде поразумна од обидите да ги објасниме чудесните настани без Бога. А уште повеќе, кога ќе сретнеме луѓе кои можат да кажат тој е жив, ние го доживеавме неговото присуство. Бог е жив и ги слуша нашите молитви. Тоа го доживеале многу луѓе во своето секојдневие. За seможниот Бог нема ништо невозможно. Можеш и ти да го доживееш Божјото присуство во твојот живот. Моли му се
и барај да ти се покаже во твојот живот. И Бог ќе го направи тоа. Полека се ближиме кон крајот на ова наша утринска програма. Почнем гледачи, би сакал денеска да ви понудам бесплатно нешто многу убаво. Вие кои сте љубители на Библијата, односно на добрата книга, денеска имаме библиски четива илустрирана Библија за млади. Еве ја на македонски, значи полн колор, богато илустрирана. Еве, додека вие ја гледате, јас само да ви прочитам. Ова книга, значи, библиски четива, единствената книга во која се поставени најдобрите современи библиски текстови на македонски јазик. Секое поглавле од ова прекрасно илустрирано издание содржи текст превземен директно од Библијата, за да можеш да го
прочиташ Божиот збор. Книга е бесплатна, тврд повест, така да сите вие кои ќе се јавите, кои ќе ни пишете, можеме да ви ја испратиме на ваша домашна адреса или нашите соработници да ви ја врачат на вашата домашна адреса. Така да бидете слободни, напишете ни, а ние еве ќе ви ја подариме. Ви останатите кои сакате да изучувате Библијата по депесен пат, вие нудиме дописната библиска школа, библијата зборува.мк. Исто така, ви нудиме, значи, и бесплатно Свето писмо. Така да, еве, ако имате намера нешто да подарите на некого, на некој вас близок, слободно подарете ја Библијата. Одиме сега со дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма. Почитувани гледачи, ми простанува да ви се заблагодарам на вашето внимание што бевте со нас денеска. Ова програма се снима, така да ова емисија ќе се снима и сниме најсекако и ќе се постави на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што ќе може да ги видите и сите досегашни одржани емисии. Уште еднаш имајте убав ден, благословен ден, ви закажувам нова средба, наредната среда, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме повторно на ова Facebook страна на Радио Гласна надежда. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.